Почитувани граѓани, почитувани медиуми, Стево Пендаровски веќе сериозно го има совладано синдромот на ретерирање кој што го наследи од Зоран Заев. Стево Пендаровски јавно се откажа од македонските национални интереси и интересите на граѓаните и одбра антимакедонската политика и по кој знае кој пат покажа и докажа дека не е на страната на граѓаните, туку е на страната на тесно партиските политички антидржавни интереси на СДСМ, Димитар Ковачевски и Зоран Заев како основоположник на сите овие неуспеси на Република Македонија. Наместо заштитник на државните и националните интереси, како што сакаат граѓаните да изгледа и да биде и да работи нивниот претседател на државата, претседател на Република Македонија како што треба да изгледа, Стево Пендаровски стана соучесник на Ковачевски и негов послушник. Сега предлагам да погледнеме едно видео за подоцна продолжение. Ако некој не разбира дека овој билатерален договор и со Грција се оската по која ние продолжуваме кон Европа и сака тоа да го нема, почесно е референдумското прашање да гласи дали сакате да одите во Европската Унија под вакви услови, без спомнување на договори, точки. Опозицијата треба да излезе со честна формулација. Иако такво е прашањето, сите партии треба да излезат на референдум, не да бойкотираат. Околу францускиот предлог. Сега вие дури имавте, стварно верувате предложивте некое референдумско прашање. Тоа е сосема друга работа. Во само неколку денови Стево Пендаровски ретерираше од сопствените ставови. Ретерирајќи од референдум, за кој што и самиот Пендаровски се изјасни дека треба да има референдум со честна формулација, кој треба да го поддржат сите политички партии, Стево Пендаровски покажа дека или нема политички капацитет да има собствен став на кој што ќе обстои цело време, или пак Ковачевски и Зоран Заев сериозно го имаат притиснато и му имаат покажано дека тоа е само нивни пиун кој го манипулираат и управуваат како сакаат од владата. Стево Пендаровски, како што можевте и самите да видите и да чуете, во само неколку дена успеа да го излаже целиот народ, најпрвин, за да ги придобие симпатиите на граѓаните и на јавноста, се изјасни дека треба да има референдум во насока како што ВМРО, ДПМН и претседателот Мицкоски предложија, за потоа, политички кажано, владата да му свитка рака и да му каже дека не треба референдум и сето тоа било манипулација. Со што Стево Пендаровски ги пренесе повторно ставовите на владата, ретерирајќи од она што го кажа само неколку денови претходно. Граѓаните може да ја видат антимакедонската страна на Пендаровски на дела. Драстично менување на ставови и биполарно политичко однесување во само неколку денови може да се карактеризира како политичка незрелост за заземање став за крупни и важни политички прашања. Од тука мора да потенцираме дека референдумот по ова прашање не е желба на Пендаровски дали да се случи или не, туку морална обврска на еден сериозен претседател на држава кој треба да оди по линија со граѓаните. Случајот со Пендаровски очигледно е дека му е свитка на раката од страна на владата и морал потоа да се изјасни и да каже онака како што му кажале од владата и да го смени ставот. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, вклучително и Пендаровски, се уште има шанса да се поправи. Секако, ако тој самиот е самостоен политичар и институција, а не човек со кој управува владата и Ковачевски. Сепак, интересот на граѓаните и на државата е поважен од се, вклучително и од ретерирањето на Пендаровски. Кога еднаш го сменил ставот, може уште еднаш само и само во интерес на граѓаните и на Република Македонија. Благодарам. Повелете дали има прашања? Сметате консултациите? Да, се уште се работи на прашањето, видите кога ќе излеземе, тоа ќе биде финално и тогаш ќе треба да го отпочне целиот процес Пендаровски доколку е во насока на политиката на граѓаните, која што јавно е изразија како треба да се движи курсот на политиката по ова прашање, така да веднаш што ми имаме конкретно како ќе биде и што ќе биде по завршувањето на консултациите, ќе излеземе и ќе кажеме јавно. Благодарам.